Спонзорирано од Кафе Портал. Зоки, пред самиот почеток сме на сезоната, па е како помина подготовките и како е подготвена екипата за новата сезона во првата лига? Па добро, ние почнавме да тренираме уште од 22 август, мислејќи дека сезоната ќе започне на 15, но тоа не се случи. Еве, со тие проблеми во федерацијата, на релација федерација клубови се пролонгира за, така да кажам, добри 2 недели, се уште не се знае дали ќе започне во сабота, така да се изместија некои работи. Она форма што требаше да темпираме за 15-ти, изгледа нема да биде како што треба, така да мораме да импровизираме нешто сега понатаму во подготовките, мораме да импровизираме со тренинзите, но мислам дека се ќе биде во најдобар ред. Ние тренираме напорно физички, мислам дека се момците добро спремни физички. Немаме некои посериозни повреди што е многу важно за нашата екипа. Ова е млада екипа, ова е доста неискусна екипа и единствено што ни останува е напорно да работиме на тренинзите, да пробаме со една агресивна игра, како во напад, така и во одбрана, со овие, така да кажам, 10 битолски играчи и 2-3 странци, да направиме некој изненадување, па да видиме како ќе биде натаму. Како си задоволен еве од тимот со кој располагаш, особено еве од битолчаните, но и од странските кошаркари кои пристигнаа летово? Па видите, костурот на екипата се состои од битолски играчи, така да кажем, што игра минатата сезона во втора лига. Сите се задржани во истата екипа, никој не го напушти клубот, не ја напушти екипата. Јас не сакав лично никој да ја напушти екипата. Сакав сите тие млади момци да останат тука, да продолжат да собираат искуство како во втората лига лани, така и преку ова прва лига. Ова е за нив едно огромно искуство, ова е за нив искуство што, така да кажам, ќе им биде една одскочна даска во кариерата за натаму. Јас се трудам, сакам да ја дадам шанса на секој играч, на посебно новите младите што се од нашиот град. Сакам да пробам да изиграат нешто во оваа сезона, да работат напорно на тренинзите и да напредуваат колку што е можно повеќе. Што се однесува до странските играчи, тука е Фил Холкинс, американец, 25 годишниот американец што дипломира на Универзитетот Тексас, играјќи на NCAA првата лига, за Универзитетот Тексас 2 години, што сум презадоволен. Мислам, доведен еден добар, искусен плеймейкер, со одлична техника, со одличен шут. Она што го баравме, што ни беше, така да кажам, црна дупка во нашата игра, веќе е пополнето. По неколку месеци барање на соодветен плей, мислам соодветен и за финансите што можеме да ја пружиме како клуб, конечно е најден, мислам дека ќе задоволи нашите потреби и мислам дека ќе одигра една добра сезона. Тој денес потпиша договор со кошаркарскиот клуб Пелистер. Тука искусниот центар Мико Голубович, тој веќе и не е странец, тој е веќе и битолченец, тој е веќе и македонец. Од неодамна е и званично македонец, затоа што доби лична карта, пасош македонски. Тој играе на битоло, така го рачунам и него како битолченец.
го сметаме како битолчанец. И тука е Милош Андреевич кој лани настапуваше исто така од Србија, од Република Србија, кој лани настапуваше за екипата на Струмица и мислам дека го заврши сезоната во екипата на Куманово, доведен како една тројка, четворка, така кошаркарски да се изразам, на едно крило, еден бек, шутер, крило, крилен центар, може да пополни две-три позиции. Се работи за еден страшно физички подготвен и за страшно снажен кошаркар, што мислам дека многу ќе придонеси и во напад, но посебно во одбраната наша. Со оглед на тоа што требаше викендов да започне сезоната, тимовите се сите горе-долу комплетирани, сигурен сум дека и ги скениравте тимовите, па еве еден твој коментар на квалитетот кој го има македонската кошарка во првата лига оваа сезона. Македонската лига е многу силна. Моментално и минатите години наназад и моментално, ако ги изземиме тука МЗТ Скопје и Карпош Соколи кои се напреводуваат во АБА лигата, она што останува се неколку екипи со по 5-6 ранци, но знаете што е еден куриозитет за нас, тоа што и една сатисфакција за мене, тоа што ни еден клуб, ни една екипа во Македонија нема 10 играчи од својот град. Нема ни 20 играчи или тројца од својот град, не 10. Мене тоа ние можеби ќе бидиме и пријатно изненадување, можеби ќе се мачиме за во долниот дел на табелата нешто да направиме за погоре, меѓутоа она што мене ме радува е дека тука имаме единствен клуб со Вардар со Скопјани и ние со Битолчани, што можеме што екипата е костурот на екипата од наши играчи. Другите екипи се доста појачани, значи со многу поголеми буџети од нашиот. Она што го видов јас досега дека сите имаат по 5-6 ранци со 5-6 искусни кошаркари, репрезентативци на Македонија, ќе биде екстремно тешко оваа сезона. Меѓутоа, јас како што кажав, искуството што ќе одобијат овие играчи ќе им биде една одскочна даска за натаму во кариерата. Играјќи вака сезона или две во првата лига, ние по 3 години ќе имаме екипа со 2-3 ранци можеме да конкурираме за горниот дел на табелата. Така да, како што кажав, ќе биде тешко, ние ќе пробаме да направиме некој изненадување, да пробаме да добиеме неколку натпревари дома. Ако можеме нешто во гости, тоа ќе биде голем плюс за нас. Така и можеби малку е неблагодарно да се зборува сега пред почетокот на сезоната, но каде се поставени очекувањата за оваа сезона? Според мене, да не бидам песимист, но да не бидам некој голем оптимист, јас мислам дека трето, четврто место одназад, значи некаде под средината на табелата, јас се надевам дека ќе бидеме, па што ќе испадне натаму, ништо не се знае. Така, за ќе ти благодарам, ќе ти посакам, еве, не тоа што ти го посакуваш уште поголеми успеси оваа сезона, па да зборуваме во некоја подобра прилика, поубава и за некои поголеми успеси на кошаркарскиот клуб Пелист. Благодарам и на вас, се надевам така ќе биде, благодарам на што одвоивте време да ме посетите на нашиот тренинг и мислам дека ќе се работуваме и понатаму.